Гледате Студио 10, она што го најавив, предизборно соочување со кандидатите за градоначалник или градоначалничка на општина Петровец. Овде во студиото велам добре дојде за кандидатите. Петре Јаневски, Одлучно за промени, коалиција ЛДП и ДОМ. Добре дојдовте. Борче Митевски, ВМРО ДПМН и коалиција Обнова на Македонија. Онака како што е запишано во Државната изборна комисија. Добре дојде и за вас. Елизавета Зелениковска, коалиција Најдобра за мојата општина, предводена од СДСМ, добре дојдовте и за вас. Добре најдов. На самиот почеток, значи, од прилика правилата се вакви, но бидејќи сме тројца, ќе можеме да го модерираме сето тоа и во значи 2 минути секој има за одговори, по 1 минута имате за реплика или за контрареплика. Почнуваме онака како што е заведено во Државната изборна комисија. Господине Јаневски, со вас, зошто треба да бидете градоначалник на Петровец? Добар ден, да ве поздравам. Зашто треба јас да бидам или човекот од коалицијата Одлучно за промени? Вака сега, значи, во секоја локална самоуправа, па и во општина Петровец, треба да имаме квалитетен живот. Значи, ние сите овие години се соочуваме со проблеми од типот на инфраструктура, од типот на комунални услуги, слаби и ред други работи. Значи, за поквалитетен живот треба да има поквалитетни услуги, првен во комуналните дејности. Значи, тука се однесува на квалитетна вода за пиење, канализациони мрежи, патишта, понатаму се наоѓа во околу канализациони, ќе одиме Ќе одиме тема по тема, секако по оно што е предвидено, но сега генерално зошто мислите имате уште 1 минута време? Значи треба да се обезбедни подобар живот. Што значи подобар живот? Поквалитетен живот. Значи поквалитетен живот значи да се задоволат локалните потреби на граѓаните. Тоа е ефикасно, подобро и поевтина услуги према граѓаните. Понатаму интензивен локален и економски развој. Поквалитетно образование, тоа, подобро. Господин Митевски, вие барате 4ти мандат, така, ако не се лажам, 3 мандати градоначалник на Петровец. Зошто граѓаните да ви ја дадат довербата? Пред се, за тоа што го направиме до сега, да продолжиме онаму кај што застанаме, односно ние воопшто не ни застануваме и сега во моментот сите оние проекти кои се започнати, значи имаме можност да ги реализираме и веќе се во завршна фаза. Го подобриме и образованието, изградиме градинки, да не набројувам се она што сме направиле во изминатиот период, тоа ќе го кажеме во текот на емисијата. И према сите анкети што ги направи мојата партија ВМРО ДПМН, значи кажува дека граѓаните барат јас да бидам градоначалник на општина Петровец и во наредниот 4-годишен мандат. Добро. И ги отвараме темите една по една потоа. Дамата за крај оставивме. Повелете госпоѓа Зелениковска, зошто граѓаните на општина Петровец треба да го дадат гласот за вас? Граѓаните на општина Петровец треба да го дадат гласот за мене, затоа што ги препознаваат моите интенции, намери и заложби во општественото ангажирање за решавање на нивните проблеми во континуитет низ годините што поминуваат. Тоа не само како советник во општината, туку и како човек, како другар, како пријател. Секогаш сум на располагање на граѓаните, на жителите на општина Петровец. Барам и настојувам да се најде решение за секој нивен проблем. Никогаш не верувам во пречката или во одговорот нешто не може да се заврши, затоа што со еден добро трасиран пат, со една добра насока, со едно добро менаџирано поведение, сите проблеми на граѓаните се решливи.
И уште нешто сакам да наведам, еве од женски аспект, ние имаме локална самоуправа со години и до сега со локалната самоуправа секогаш руководеа мажи. Мислам дека е време да се даде шанса на нова енергија, на женска енергија и да видиме како тоа жените можат да управуваат и да стопанисуваат со нашето јавно општинско добро. Законските интенции се 50-50, рамноправност на жените. Јас се понудив како кандидат, мојата кандидатура беше прифатена од мојата матична политичка партија и сега како кандидат жена се нудам и на моите сограѓани, на жителите на општина Петровец. Благодарам. Сега ќе одиме тема по тема, но почнавме со вас, сега ќе продолжиме со господинот Митевски, па ќе го вртиме кругот онака како што е, за да видиме на крајот од денот сите рамноправни, па не, после можеме да промешаме, но сега бидејќи така во ДИК сте заведени, прво господинот Јаневски, па вие, па Зелениковска. Урбанизација, детален урбанистички план, мислам дека се уште нема тоа во Петровец, ако не се лажам, ќе ми исправите ако грешам. Што е она што, еве, 3 мандати сте градоначалник на Петровец, веројатно ќе знаете веќе секоја страна, секоја слаба точка. Не ме прашав на почетокот колку ве погоди или не ве погоди ова со кое што бидејќи вие, ако можем така да кажам, со хендикеп тргнувате, бидејќи бевте актуелни во јавноста во предизборието со кривична пријава беше или прекршечна? Према тоа што изјави господинот Љупчо Николовски за можна злоупотреба на буџетот на општина Петровец, значи за можна, не кажа за злоупотреба, за можна злоупотреба, знае зашто не кажа за зашто кажа за можна злоупотреба. Па еве тука беќе бете се уште активен советник, ја прашувам дали воопшто верува во тоа што кажа Љупчо Николовски и што значи тоа 24 фиктивни фактури. Нека одговори, па после јас ќе додам. Зелениковски, сакате да одговорите, па ќе да ги фатиме? Да, како реплика го искористувам правото. Да, господине Митевски, јас верувам во изјавата на Љупчо Николовски, верувам во изјавата и на директорот на финансова полиција, затоа што тоа се институции, ние градиме институции, а тоа што Љупчо Николовски изјавил дека е можна, го изјавил затоа што остава на институциите да го истражат и не истрачува пред институциите да констатира тоа што ќе се потврди, претпоставувам, во истражната постапка. Истражната постапка не била случајна и сега ако сакаме да зборуваме за наводи или за зборување, има сомнежи дека во општина Петровец градоначалникот, не само што градоначалникот раководи со општината, туку во општината фамилиарно се раководи од посочените. Така да ќе повторам уште еднаш, верувам на институциите. Заврши минутата да имате. Само да кажа што значи фиктивни фактури, тоа ме интересира. Што значи 24 фиктивни фактури? Беше советник да каже. 24 фиктивни фактури значат дека вие сте исплатиле врз основа на фиктивна фактура. Фиктивна фактура е фактура што вие наводно сте ја доставиле, а нема покритие. Нема градежна книга за тоа што сте го извршиле. Јас мислам дека вие треба да знаете што е фиктивна фактура. И мене да не ме прашувате? Да немате господин Јаневски, така ви доследно господин, да немате и вие медиумите за оваа работа, меѓутоа јас нити сум советник, нити знам и имам увид во оваа работа, меѓутоа ако стварно е направен криминал или се исплатени фиктивни фактури на тие 3 компании, треба да се сноси одговорност секој. Повелете, господин Витиски, извинете. Значи, бети фиктивна фактура не ја доставува градоначалникот, фиктивна фактура ја доставува фирмата изведувач, подпишана од надзор и ја треба да бидам, значи не градоначалник, не знам како да се наречам, за да подпишам такво нешто, да отиде у финансии да прегледат и да вратат ке мене на подпис, односно за да се исплати. Јас, значи, пред цела македонска јавност тврдам дека во општина Петровец
ниту имало, ниту ќе има, ниту една фиктивна фактура. Значи, не постои такво нешто. За да се објави само на 2 дена пред почеток на кампања, значи, тоа е политичко оцрнување, само стреќа што сите гласачи не само на општина Петровец, него и пошироко, знаат како беше наменски пуштено тоа, да не кажам и како се разлекува од 2012 па до 2018 наплатено 24 фиктивни фактури. Кажав, најодговорно тврдам, нема такво нешто, ниту ќе дозволам, ниту сум дозволил такво нешто. Има уште едно обвинение за наводно обвинение, демека не се чистело смета, се наплатило. Многу добро знае и Бети Зелениковска и Петре Јаневски, извини Петре. Значи, колку пати е чистено патот Петровец Одњанци, значи таму имаше огромна депонија очистена и за наша среќа, значи имаме човек кој тоа го документира со слики пред чистење, го документира со слики за време на чистење и после чистење и после тоа ставиме табли забрането фрлање на смет и фала на разбирањето на жителите, сега таму веќе нема депонија. Очистиме многу депонии и во Ражаничино, и во Катланово, и гробиштата Петровец, тоа значи сите го знаат жители, но они кажуваат дека не се чистело, а е факторирано. И да се навратам, 24 фиктивни фактури не постојат во општина Петровец. Но, како што рече Бети Зелениковска, да оставиме институциите после изборите да си ја терат работа. Така, има некој да додаде или да почнуваме по темите? Ако не, господин Митевски, реков урбанизација, детален урбанистички план, потребен е на Петровец, што е она што може да се очекува, доколку го добиете довербата од граѓаните во следните 4 години? Значи, ние во изминатиот период урбанизираме повеќе од 300 хектари земјоделско земјиште, каде што овозможиме во Македонија да влезат повеќе од 150 инвеститори. Станавме најбогата општина по влез на странски и домашни инвеститори. Урбанизираме парцели за домување. 150 парцели имаме во Ражаничино за домување, кои веќе се оттуѓени 90%. Имаме 102 парцели за домување во Средно Конјари. Објавивме околу 30 парцели, поради изборите застаната е постапката, после изборите ќе продолжиме да ги објавуваме за продажба и другите парцели. Имаме во завршна фаза 72 парцели во Катланово, Викет населба. Имаме индустријски зони, не само Чојлија како најголема индустријска зона со 230 хектари, него имаме индустријска зона и во Ржаничино, и на патот Ржаничино Тауер, и таму не се продадено, и во завршна фаза ни е уште една мини индустријска зона Ржаничино Катланово. И сите тие индустријски зони, сакам да напоменам, дека сите се Г2, што значи тоа? Значи лесна, незагадувачка индустрија. Значи нема загадување за општина Петровец. Има ли детален урбанистички план? Значи, почнаме сега да работиме со Ржаничино на детален урбанистички план, бидејќи планот за село е надвор од функција, го работиме за Ржаничино. До година поминува важноста и за планот за населено место Петровец, и за Петровец мораме да работиме и треба да работиме на детални урбанистички планови, бидејќи веќе општите акти се надвор од сила, надвор од употреба. Добро. Господин Зелениковска. Со сето ова што го кажа градоначалникот, со сите овие продажба на земјишта, на парцели и така натаму, посочи дека сме најбогата општина. Како најбогата општина, ние до сега не успеавме да почнеме постапка за деталниот урбанистички план, зашто сам кажа, ние во поглед на тоа постапуваме по урбанистички актови за село, тоа е за населени места, и тие истекуваат следната година и следната година немаме урбанистички план. Кога ќе го донесеме? Во една прилика на седница на Совет ве прашав, кажавте дека е тоа многу
обемен процес, многу финансиски средства треба и дека тоа не може сега да се направи. Како планирате, еве да речеме, за следниве 3-4 месеца да го донесеме тој ДУП? Ќе одговорите одме или сакате да го слушнете и Јаневски? Може. Не е проблем. Добро. Значи, урбанистичкиот план, деталниот урбанистички план се носи некаде за 6-7 месеци, доколку нема обструкција од централната власт. А планот за Петровец важеше цела година, 2022. Дадов акцент и фокус, значи, на градење на фекална канализација. Ние во 21. век уште се справуваме со фекална канализација. Општина Петровец ја покри со фекална канализација, значи ги покри со фекална канализација најголемите села. Петровец веќе 95% е покриено со фекална канализација, Ражаничино 95% покриено со фекална канализација, Катланово исто над 95% покриено со фекална канализација, Горно Коњери исто покриено со фекална канализација. Започнаме во последното населено место со изработка на фекална канализација, тоа е Одњанци, каде што проектот е 250.000 евра со прочистителна станица, со префрлни пумпи. Ќе го споменете, тоа бидејќи гледам на времето, помина веќе. Повелете, господин Јаневски. Значи, јас и со градоначалникот, гледам Бети градоначалникот имаат пошто се актуелна советнички градоначалник. Јас сум ван таа работа. Значи, јас и со градоначалникот разговарав, пошто утек сум градам куќа. Значи, 10 години и претходниот градоначалник, дајте бе луѓе, урбанизирајте ги приватните земјоделски земјишта. Луѓето, првен, да си од земјоделско, да си го трансформираат во градежно земјиште. Дали они ќе градат или ќе си го продадат тоа како плац да им се качи цената, тоа е нивна работа. Меѓутоа цело време за тоа се разговара. Воопшто приватните земјишта, еве баш и во програмата го имам, значи да се акцентот да се удри на луѓето што сакаат да градат на приватно, на сопствено земјиште. Не можат да градат, треба дива градба да градат. Нема маркица ти вика. Не можеш да градиш. Каде да градам? Јас морам да градам, еве знае, Бети морам над куќата да градам, затоа што не можам да градам. Ме разбирате? Ве разбирам. Јас го имав тој проблем сега, пред 6 месеца. Го имаат сите. Значи, дајте економски зони, да, во ред е урбанизација, во ред има и друга економска зона, после ќе правиме момент каде што имаме во програмата, меѓутоа дајте луѓето, граѓаните да градат. Ќе ве оставаме во делот на урбанизација да говорите. И само уште нешто, околу пречистителна, околу канализацијата, после ќе разговараме. Значи, секаде пречистителна, знаете вие дека ние сме пониски од Вардарот. И дека пумпи, каналите ги извлекуваат кај Таура. Нашата вода, канализацијата оди, извини градоначалник, ама оди во канал кој што стои. Вие да видите каналот каков е, никаква жива вегетација нема, тоа е како Хирошима. Добро, ќе говориме. Зелениковска, ваш ред сега 2 минути. Како вие гледате на тој дел урбанизација, детален урбанистички план, капитални проекти, што вие би направиле доколку ја добиете довербата од граѓаните, па потом можност за реплика од вашите против кандидати? Доколку ја добијам довербата од граѓаните, веднаш ќе стартувам со донесување на деталниот урбанистички план, ни да чекам да помине важноста на општите акти, затоа што урбанистичкиот план е организирано градење. Значи, во Петровец сега е стихија. Ова што го кажа и колегата кандидат Јаневски, граѓаните мораат да градат, граѓаните сакаат да излезат од една соба живот, семејство, но затоа што нема урбанистички планови, затоа што не се впишани во нив, тие не можат да си отпочнат со градба. Мака мачат, а ние тука, тоа е сопштината, лежерно овој факт го надминува, изложени се на потребата да градат нелегално, понатаму мораат да се обратат до институциите, па преку луѓе да бараат можност да им се прогледа низ прсти и така натаму. Тука веќе настанува друг момент на коруптивност, затоа што тој мора да гради. Тие мрежи и системи локално се познати како функционираат, затоа исто така може да се зборува. Значи, ние имаме граѓани на Петровец
кои се дел од институцијата, но се подценети и треба да коленичат пред институцијата, за да може од едно 7-члено, 8-члено семејство, едното семејство да излезе и да си направи куќа. Што се однесува до урбанизацијата, капиталните проекти, да, ќе има градежна офанзива во општина Петровец. Општина Петровец ќе се гради затоа што општина Петровец заслужува да се урбанизира. На 5-16 километри од најголемата метропола, од градот Скопје, на 2 километри од меѓународен аеродром со можности за туристички развиток, користејќи ги руралните села Катлановска бања и сите ридестопланински, Петровец е чмае. Едноставно кажано чмае. Ќе ги отвараме и тие теми. Сакавте да реплицирате, господин Митевски? Спомна Општак за Петровец, не е точно, Општак нема Петровец. Петровец има план за село и законот дозволува проширување на тој план за населено место Петровец само 10%. И ние во моментов прибираме од граѓаните информации кој сака да гради надвор од планот за село. Значи, прибираме информации, утре кога ќе ги прошируваме тие 10%, да ги офатиме и тие парцели за градење. Ние би сакале да урбанизираме уште дупло поголема површина, но владата што го донесе законот, вика, може да се проширува секое населено место, но максимум процентуално само 10%. Така, добро. Сакате вие некаква реплика или? Па нема, јас го кажав тоа. Добро. Тогаш, господине Јаневски, вашиот ред, урбанизација, детален урбанистички план. Главните примери ми беа овие, околу приватното земјиште, меѓутоа... Како вие би ги реализирале овие проекти, значи детален урбанистички план, генерално урбанизацијата како кандидат на ЛДП и Дом заеднички, како вие ја гледате општината? Да, оноа што го сега што го разговаравме околу приватните имоти околу урбанизацијата, имаме план уште една економска зона да се направи. Тоа е према патот од Катланово према Ражаничино, од десната страна, знаат и градоначалникот и Бети дека се вика Зарево Троло. Тоа е државно земјиште, тука има добра да се направи инфраструктура и тука за лесна индустрија да се урбанизира и тој дел. Збориме за капитални инвестиции. Да. Иако подоцна ми се тие. Добро. Деталниот урбанистички план, како вие гледате во на секое таа населено работа? место да се направи, повторно ќе го ставам акцентот на приватните земјоделски површини, каде што можат луѓето да градат во сите населени места. Добро. Господине Митевски, ќе се задржам малку на ова, гледам сите сме околу урбанизацијата и знаете обично кога се споменува урбанизација сите некако коси им се крева, особено на луѓе кои што се овде во урбаните места, бидејќи ги потсеќа на бетонизација. И сега вие споменавте детален урбанистички план, прашањето ќе биде за сите. Како да урбанизација без бетонизација? Без бетонизација, во смисла на градење на згради, знаете, да не настане џунгла, бидејќи Петровец е познат и како викенд населба сега. Значи, не може ние да шириме до бескрај. Може и таа одлука е добра, само 10% да се расшири Петровец. Зашто во моментот Петровец е доста распространето, но со 10%, тоа е значи уште нови некаде 30 хектари земјиште, тоа е огромна површина. Ако почнеме ние да шириме, на пример, сега уште еден Петровец да правиме, пример, или уште едно село Ражаничино, каде ќе останат земјоделските површини? Значи, буквално ќе биде наезда од градење, наезда од проширување, наезда од уништување на земјоделското земјиште. Затоа и законот не случајно го донел некој да се прошири населеното, секое населено место, но само 10% од постоечкиот план. Добро. Зелевиковска? Урбанизација без бетонизација, во смисла да не се направи па и џунгла, знаете, од еднаш па да стане вистински метеж. Да, Петровец е нели рурална општина и по самото таа природата кажува дека има доволно природа, има доволно зеленило, има реки, има можности урбанизацијата да се одвива организирано
во уредување на зелени површини. Урбанизација е, иако ние изградиме парк, Петровец нема парк. Петровец нема содржина каде што можат децата, младите и возрастните да се сретнат на едно место. Во мојот план е Петровец и во програмата е Петровец да добие парк. Имаме државни земјишта, имаме големи површини, слушнавме од градоначалникот колку хектари земјишта на располагање има. Многу е лесен патот до овозможување на содржина како парк. Добро, тоа е следнава тема ќе биде како урбанизација без бетонизација. Вие споменавте дека и вие градите куќа, ги споменавте проблемите на луѓето со кои што се соочува, значи поврзано со детален урбанистички план, со барање нели дозволи и така натаму, бидејќи Петровец веќе важи за една исклучителна викенд населба и сега како да ќе внимавате во тој дел да се урбанизира целата општина без при тоа да се дозволи нели она бетонизација што е карактеристична за урбаните населби. Бетонизација, имаш. Например, јас имам замерка околу плоштадот. Јас и со градоначалникот правим обед. Значи, они направива нормално повеќе зеленило. Да се внимава на зеленилото, пошто јас и тоа ми е работа, јас сум во паркови зеленило работам, така да зеленилото што го направива на плоштадот не виде вода. Значи, пола све се исуши. Во Катланово, сега морам на Борче да му... Во Катланово на кружниот тек 3 пати ги садат садниците, нема вода. Значи, ако се прави парк, да се направи како што треба, со сите стандарди, да не правиме паркови, луѓето треба таму да шетаат, треба да со деца, да се направат содржини. Така. Добро. Дали имате нешто за реплика или да преоѓаме? Па не е баш така, све се исуши, значи фонтаната насадиме цвеќиња и може некојаш кој ќе поминете да видите Горче, извини, изгледа. Зеленилото од страна, не зборам за фонтаната. Добро. Зеленилото, тука има туи, тука има чинери, има ова. Значи не. Има 5 дрва. Значи туите од крај, од речи го почетокот до крајот ниедна туја не е исушена, ама ниедна туја не е исушена. Дрвото страна ниедно не се исушени. Требаше да ги изброам. Требаше кога ги садевте да ги изброам и колку се останати сега. Значи дрвата не се исушени, тревата доле, да. Може да кажеш нема вода исушена, да, но туите комплет од почеток до крај сите функционираат. На кружниот тек тука у Катланово, колку пати го садите? Еднаш е насадено, има неколку само исушено. Сите се исушени. Да. Вода има ли таму? Нема. Нема вода. И па како ги поливате? Да. Повели Зелениковска? Не се сложувам јас со господинот Митевски дека се одржуваат зелените и тревните површини. Тие мали зелени површини што ги имаме во рамките на парковите, преку цела година се суви, полни со отпадоци, неокосени, а за фонтаната што посочивте дека е направена во жардинјера, навистина на плоштадот во Петровец постоеше фонтана која не функционираше, водата протече на отварање и никогаш повеќе, беше собиралиште за отпад, плоштадот е репрезентативно место, тој ни е, друг немаме, тука се собираат луѓето и гледката беше многу грда. На наша забелешка дека е грда сликата на фонтаната, службите од комуналното и ја затворија фонтаната и направија жардинјера. Да, сега цветовите, цвеќињата цветаат, но тревата е сува. Зелените површини покрај улиците, значи не зборам за каналите, тоа е за ендеците, туку зборам за една површина измеѓу патеката и помеѓу патеката и тротоарот, таа е у континуитет со израснати треви. Значи ние кога одиме по патеките, прерипуваме треви и одиме цик-цак за да можеме да одиме по патеката. Добро. Господин Митевски, има јавно предпријатие? Извините, вака за да прашаме. Имаме јавно предпријатие, имаме негде околу 10 луѓе што
се занимаваат само со чистење на тие јавни површини, значи со косење. А зашто е јавното предпријатие за све комунални работи? Да, за се, чистење? значи и Аха. за одводи, за доводи, за чистење на јавните површини, за се. И во континуитет, значи од Петровец до Рожденчино, излезот на Петровец и према аеродроми, према Маđари, значи се коси тревата. Значи, ја сега може ние да кажеме дека не само што одиме цик-цак, може да кажеме дека ги прескокнуваме жбуноите од тревата, но на лице место не е така. Само, да, Добро. тоа е. Господин Јанески, со вас започнувам, веќе ја начнуваме темата практично. Зелени површини, апропо животна средина, кога е загаден воздухот во Скопје и вие сте близко до Скопје, предпоставувам, не предпоставувам, туку сигурно и во Петровец загадено. Како гледате на овој план, практично што уште повеќе што ЛДП и Дом нели фигурираат за зелени партии, значи вие сте и во паркови и зелено, значи како треба да изгледа Петровец? Што подразбирате зелена површина? А тоа да го вклопите во она што се нарекува животна средина, за да дишат Значи на крајот. Околу зеленилата и околу програмата за зеленило да се направат по сите места што гравитираат, кај што може да се кај што има место, на пример во Петровец, може да се направи, каде што кажа колешката Бети, има зелена површина на средина на измеѓу тоа, може да направиме тука ни во програмата да се направи дрворед. Значи каде што може да се направат дрвореди, да се насадат дрвореди со топчеста форма, за да не смета на сообраќајот. Потоа, ридовите што се голи, да се пошумат, поготово со багрем, заради тоа што ќе се спречат две работи. Првен, чист воздух, второ, пошто багремот спречува ерозија, има јак корен. И паркови секаде каде што може во населените места. Например, еве во Сушица, например, во центар на Сушица све е бетон, све е бекатон плочки. Зашто да не се направи тука во кружниот тек да се извадат плочките, да се направи убаво зеленило, да се насади нешто, да се стави вода нормално. Во Петровец, плоштадот. Ја мислам дека содржините во плоштадот се никакви околу зеленилото. Јас повторно ќе на другите места. Катланово, оној делот што е кај што имав замерка за тоа. Тој делот да се уреди, да се среди. Значи да се насади зелени. Големи на плоштадот. Јас мислам дека плоштадот е во Петровец има малку зеленило. Треба да се зголеми зеленилото на сметка на бекатон плочките. Добро. Зелениковска. Имате реплика, повелете? Спомна за Сушица да се извадат пере плочките, а таму, не знам, сигурно си видел, значи таму е 3x3 кругчето, другата површина се користи за да може да заврати автобусот 68. Тоа порче све е во бетон. Значи, тие 3x3, тоа е нашава маса и се тоа да го извадиме да го насадиме трева во Сушица, а веќе некој пред мене го направил, и јас сега тоа да го вадам, да ставам бетон во Сушица. Петровец, да, треба да се зазелени, бејќи имаме голем број на жители, но Сушица кај што се автобусот врти и само за 9 квадрати спомнуваш дека треба да се извадат плочките, да се стави зеленило. Еви во средно конјаре, еви во средно конјаре на плоштадот тука. Па не е ништо греда тука да се направи едно паркче. Тука тој делот. И средно, школото. Значи јас сум зборал со жителите од Средно Конјари, значи они единствено што бара од мене да се осветли плоштадот и да се стават 5-6 клупи. Тоа им го направив, а тоа е бетон. Сега за значи тоа е бетон 50-60 сантими длабина и издигнато нагоре 60 сантими. Не знам да се копа, да се вади тоа се, да се тргаат клупите, да се стави трева и тоа е некаде 10 на 10, не повеќе. Значи, јас имав и слика од што се слика во Средно Конјари со некаде 20 луѓе, значи побара осветлување, направи осветлување на плоштадот, побара клупи за седење, зашто не навечер се собираат по 30, 40, 50 луѓе, им донесол клупи, тоа беше нивното барање за Средно Конјари. Добро, Зелениковска, сакате да... Сега ние правиме мој за озеленување, они барале осветлувањето основна работа, па не треба они да бараат осветлување. Осветлувањето треба да биде градоначелник. Сега како да кажеме, барале осветлување, па немаше ли таму осветлување? Имаше да го појачуваме осветлувањето. Беше Добра, слабо беше. иначе нормално е да има осветлување, луѓето плаќаат од сметката таму колку постои за осветлување. Срамота е да правиме сега барални осветлување, значи немало осветлување.
Имаше осветлување, слабо беше, им ставиме Тоа е друга работа. Иначе осветлување барале они, а треба да имаме сите осветлување, тама работа. им ставиме штедливо осветлување, така. а појде во Средноконјари и кажи им Знам ја, сум бил да, во Средно ќе Конјари. ги извадиме клупите и ќе ви ставиме трева, па да видиш. А зашто да не? Па и појди- во тревата ќе ставиме пак клупи, што е проблем? И ќе газиш низ тревата. Зашто да газим има? Леле. Добро. Па 10 на 10, за тоа ќе Добро, газиш ајде. низ тревата. Ајде така. Зелениковска? Парковите и холтикултурното уредување на просторот не само што се потреба за чистиот воздух, за здрава животна околина, тие се и естетика. Ние тие треба да ги имаме, да ги практикуваме, да ги нудиме и тогаш кога не ни ги бараат. Граѓаните се разбира дека бараат тоа што им е нужно, ама наша обврска како градоначалници е да бидеме визионери. Ние населените места треба да ги разубавуваме. Не е поентата да му даваме на народот само што сака, туку да му дадеме на народот и нешто повеќе. Тој не може да размислува за цветно уредување, за аранжери, за цвеќиња и за видови на дрва кога нема улично осветлување. Наши се заложбите да го понудиме зелен Петровец. Добро, затоа прашав и затоа отворив како тема. Што вие, како вие го гледате Петровец? Значи, кога говорам на општина Петровец, не мислам само на Петровец, туку ги спомени градоначалникот и Средно Конјаре, не знам како идат таму и сите оние Режаницани, Сушица и така натаму и така, Огњенци таму ке вас е исто таму. Значи, претпоставам тоа е еден конгломерат на села или по рурални места кои што циркулираат во општина Петровец. Како да изгледа тоа зеленило, како да изгледа зелен Петровец, например, како вие го замислувате? Да. Бидејќи рековте толку близко сме до метрополата, на 2 километри од аеродромот, а некако не успеваме да го ќариме ништо од покажеме тоа. и да го донесеме, таа убава слика за Петровец. Кажав, јас ќе градиме паркови секаде каде што може. Централниот парк ќе биде во Петровец, ќе биде со урбана опрема, со содржина за сите 3 генерации. Значи тоа ќе биде место каде што ќе се собираат и семејствата со децата, младите и возрастните пензионери. Се со цел за да го подобриме социјалниот живот на петровчани, кој е на многу ниско ниво, затоа што ние немаме содржини каде да се сретнуваме. Такви позиционирани места има во секое населено место. Такво паркче предвидовме и во општина Огњанци во близината на местната заедница. Огњанци е преубав предел и е доволно оддалечен од Петровец за да може да се направат дрвореди од било која страна на патот. Некогаш тука имаше тополи, сега може да бидат тоа поинакви дрва, некои што ќе бидат од корис и за каналите и нема да дозволуваат порозност. Такви паркови исто така и осмислени со видиковци ќе ставиме во сите мали населени места што до сега се прескокнуваа. Тоа е го имаме Сушица, имаме Горно Конјари, ги имаме ритчестите села во Петровец, кои сами по себе имаат зеленило, но тоа зеленило треба да се обнови. Ќе пошумуваме, ќе правиме акции од засади дрво, а со тоа ќе ја подобриме зелената слика и представа за Петровец. Добро, господин Митевски. Значи, Требаат ли уште паркови? Предпоставам требаат. И сега не знам, има паркови сега во моментот во Петровец? Во моментот имаме детски Паркови завод, како паркови детски, каде што завод, деца паркови или бабите 11 ќе и отидат. тоа во континуитет како повозрастите ги кршат, така ние ги санираме и тоа нон-стоп. Еве и сега санираме детски забавен парк во Долно Конјари, санираме во Петровец, во школо, во Кочорацин, значи мора да се обновуваат, а бидејќи се 11-та, една фирма го има земено тендерот и како се оштетува, така ги обновуваме. И во програмата имам, значи, за
промоција на туризмот, нели, за Дивле, за Брезица, за Летевци, значи да направиме летниковци таму, пешачки патеки имаме идеални, значи да направиме информативни табли кои ќе дојдат луѓе од град да знаат кај да се движат, кај да се рекреираат во општината, значи сакаме да го малку раздвижиме туризмот во општина Петровец, ali пред се да ставиме акцент на планинските села, кои што се Дивле, Брезица, Градманци, Летевци. Ќе го вратам пак делот за туризмот, ме интересираше ова за парковите, за зелени површини, каде се ги размислувате, ќе ви дадам збор реплика. Значи бете вика ќе направиме зелен Петровец, а Петровец е куќа до куќа, буквално куќа до куќа. Ја во центарот на Петровец мислам да направам културен дом, кај што е подзади старата општина. Старата општина се сруши и тука да биде едно шеталиште, парк, но тоа здравје со новиот совет ќе донесеме најидеално решение, зашто треба да правиме и нова општинска зграда, зашто ние дадоме акцент на школи, на градинки во изминатиот период. Сега дојде време значи да правиме културен дом и да направиме нова општинска зграда, зашто оваа е претесна и веќе е срамота пред распаѓање. Контењери сме ставиле за да може да ги сместиме вработените, веќе се зголеми бројот на вработени. Имаме потреба од 5-6 архитекти. Добро. Зелениковска, кренавте рака? За реплика, Да, повелете. Слушнав дека имаме 11 игралишта детски. Истите се со реквизити што не ги задоволуваат потребите и критериумите за играње. Метални, железни, основата им е со камен, тука не е ни песок. Значи, немаме ни едно модерно детско игралиште. За 12 години власт градоначалник можеше да се направи барем, за пример, едно детско игралиште со тартан подлога, например, со бои и со повеќе пластични елементи. Кај нас е се железно, дури и опасно е децата да се играат. Имаме 11 игралишта, а само една фирма која ги има тендерите за одржување на игралиштата. Дали е тоа во ред? Да. Зошто не се повеќе фирми? Па тоа и да не се чека на поправка толку долго. Исто така, постои игралиште кај млекара, кај Битолска млекара, која беше израснато во треви, непристапно, инвестирано у нешто, ама недостапно за децата. Тоа игралиште можеше да го пренамените, да го прелоцирате на друго место, покрај тоа што не го одржувавте, себично го држите тука, а можеше да биде прелоцирано, па некои други деца да бидат благодет и од тие таквите несоодветни играчки. Што се однесува до сега за општинската зграда, не знам дали е сега тема, после ќе дојдеме, но да ви кажам нешто, за 12 години власт до сега општинската зграда требаше да биде изградена. Затоа што немаме општинска зграда и 12 години нашите млади немаат сала каде да се венчаваат. Се венчаваат во ходник. А сакаме и градиме политики, го развиваме Петровец, сакаме да ги задржиме младите. Така, добро. Митевски? Значи, ова што спомна за повеќе фирми да ги градат детските забавни паркови, тоа е значи елементарно непознавање на законот. Значи се знае, се објавува тендер за санација и реновирање на детски забавни паркови и 10 фирми може да се јават, но таа што е најевтина, таа го зема тендерот и таа работи. А не може да работат 2, 3, 4, 5 фирми. Значи, тоа е непознавање на правилата за јавни набавки. Имам право на реплика? Ова се учи, може непознавање на правилата за јавни набавки, но кога ќе бидам градоначалничка, за еден ден ќе ги научам правилата. 12 години сте градоначалник и 12 години не ги научивте потребите на граѓаните. И нема прилика сега овде, може да дојдете и да направите репортажа во Петровец во најблизок временски период и ќе ви ги посочиме да ги видите играчките. Конкретно како изгледаат и какви се условите во центарот на Петровец во поглед на опремата на детските игралишта. Добро. Повелете Јаневски, уште вас, па потоа ќе одиме на тема образование. Не, немам реплика. Немате? Јас само ќе ја прашам еве и советничката и градоначалникот.
околу општинската зграда, дека треба да се направи општинска зграда, културен дом. Ќе прашам Бети, каде го одржувате седница на совет? Во училиштето Не може да правиме го. Нема место. немаме сала. Значи не е ова, има и пред градоначалникот Борче, имаше и други градоначалници што и они требаше да се залагаат за оваа работа, не само он. И тоа сега е он актуелен, па сега Повели Борче. Борче се извинувам, господин Митевски. Не е проблем. Значи, на жителите на Петровец, многу побитно име, конкретно за населеното место Петровец, многу побитно име да имаат канализација, него да имаат нова општина. Зашто кога во зимен период јамите им се полнеа и излева во дворовите, јас знам како су поминал кога доаѓале кај мене, но сите средства, значи над 70% средствата ги вложиме во изградба на канализации. А тие канализации кои ќе се ископаат, значи ние имаме случај асфалтна улица сечеме, еве сега последната канализациона мрежа на улица 22, асфалтирана улица, мораме да ја сечеме, значи дупло пари се дават, некој пред мене е асфалтирал, а не ставил канализација, ја копаме улицата, ставаме канализација и таа иста улица треба повторно да ја асфалтираме. Значи, дупло пари се дават. Така бе, Зашто разбирам. некој не почнал да прави куќа од темел, него почнал да прави куќа од кров. Добро. Ептен кратко, бидејќи морам да повикам реклами, ако имате нешто. Канализацијата за водовод, за водовод и канализацијата ќе разговараме на друга тема. Ќе разговараме. Ќе ја отворам темата. Одиме на реклами и се враќаме назад, продолжуваме со соочувањето на кандидатите за градоначалник или градоначалничка на општина Петровец. Бидете со нас. Гледате Студио 10, телевизиско соочување на кандидатите за градоначалник на општина Петровец. Овде во студиото Петри Јарневски, коалиција Дом и ЛДП, Елизавета Зелениковска СДСМ, Борче Митевски ВМРО ДПМН и некако почнавме со канализациите, но некако пак се вративме апропо зеленилото и морав да повикам реклами, па затоа ја прекинав дебатата и со нас со општинската зграда. Повелете за да продолжиме оно каде што застанавме, па ќе одиме на тема образование. Реплика имате, не? Да. Јас сакам да му реплицирам на господинот Митевски. Не ми е јасно како Петровец е најбогата општина, а се позиционира за работа само за канализација. Најбогатата општина до сега требаше да почне или да планира или да изгради општинска зграда. Општинската зграда не е луксус. Институциите се тука. Тие такви какви што се, во тие услови се недостапни за граѓаните. Општината постои за граѓаните. Значи, општина Петровец или општината нема сала за состаноци. Советот се одвива во училиштето Кочо Рацин. Младите немаат сала за венчавки, тоа еднаш кажав и ќе го повторам, и е голем хендикеп, затоа што како советник учествував во нивните убави моменти, тоест во венчавањето, и се случуваа ситуации кога мораше да венчаваме во ходник и за волја на вистината, тогаш кога се венчавките во сабота и недела, го користиме кабинетот на градоначалникот за да се одвие тој процес таму. Тој некако најубав е, за да може да се сликаат или... Најпредставителен, да. Иначе Бети е задолжена за венчавките советниците, така? Па Уште сите еден, советници, сите што се слободни, но што прават сега младите? Ги користат услугите на другите општини, одат во Илинден, одат во град Скопје, одат во Кисела вода. Се случува прави свадба во Петровец, сега секој не може да си викне матичар во кафана. Доаѓаат, се склопуваат граѓански бракови, значи треба да се има објекти што ќе бидат во интерес на услугите на граѓаните. Ние немаме такви објекти. Поверите. Добро, Бети беше 4 години советник во општина Петровец, носиме 4 буџети, зашто еднаш не дигна рака и да речеш градоначалник, ја сакам
оваа година наместо канализација да се прави во Петровец, да се прави нова општинска зграда. Нека слушнат граѓаните, дека не им, извини да довршам, значи дека не им треба канализација, дека им треба приоритет општинска зграда, градоначалникот да има убави фотели, вработените да седат во фотели, а канализацијата нека се излева по дворови. Значи... И не знам колку знаеш колку коштаат тие канализации во овие сите населени места, значи и Катланово и Долно Коњ, ево наречи го и Горно Коњари, и Ржаничино, и Петровец, и Одњаци. За дел од Одњаци ја ви кажам дека кошта 250.000 евра канализација. Нашата општина ја издигнавме од пепел. Имаше 380.000 евра буџет, јас кога дојдов, а 1.000.000 евра долг. И успеавме ние тоа за еден мандат се да вратиме и сега да имаме буџет од 2.200.000 евра, значи качен буџет од 7-8 пати, и затоа викам дека сме не богата општина, него добро ситуирана општина, бидејќи ни доаѓаат даноци, после тоа ќе го разговараме. Значи, граѓаните препознаваат, значи, што е приоритет? Приоритет е канализација, која е најскупо нешто, а после, најпоследно ќе биде општината. Povedete? Малку давате друга конотација на муаветот. Општината ние не ја посочивме како луксус, ја посочивме како потреба врз основа на вашиот исказ дека Петровец е најбогата општина. Што се однесува до проектите за канализација, сакам јавноста да знае дека инфраструктурните потреби за канализација и за патишта во голем дел се проекти преку централната власт и преку институциите како што е Министерство за транспорт и врски, Министерство за земјоделие. Значи, во 2018 година имавме два такви проекти, такви инвестиции што се дадени на општина Петровец. Во 2019 има 4 такви проекти со пари од централна власт. Ова не се случуваше во времето на ВМРО ДПМН. Кога ВМРО ДПМН беше на власт, таму каде што се наоѓаат нивните политички противници, не одобруваа проекти. Оваа власт од СДСМ и коалицијата не го казнува Петровец со тоа што, како што правеа претходниците, со тоа што не му дава проекти, туку ако сака да проанализира и да ги види анализите градоначалникот, ќе види дека проекти добива повеќе во времето на владење на СДСМ, отколку што добивал во времето на владење на ДПМН. Можам и со цифри и да ги кажам населените места каде што преку Министерство за транспорт и врски, преку Министерство за земјоделие и платежна агенција, преку Министерство за финансии, Светска банка, се направени проектите во Петровец. Улицата 3-5 во Ќоилија е проект на Светска банка и чинеше 260.000 евра. Тротоарот од времето ВМРО ДПМН. Тротоарот од раскрсница Петровец до Мак Петрол десната страна. Тротоарот од раскрсница Петровец левата страна до Ржаничино. Средства од општина. Средства од општина. Тротоарот од центар на Петровец до излезот на Ржаничино, средства од општина Петровец. Имаме два проекти за канализација. Збориме од десната страна која ќе према од лева. Светска банка 100.000 евра е проектот. Одиме према Мак Петро од десна страна или лева? И лева и десна. Не. Од десната страна не ли беше преку локално? Од десна страна кој идеме према Маđари се Од десна страна тоа беше нели преку тоа е точно, но Бети кажа за тротоарот од Петровец до Ржаничино, до излез на Ржаничино, средства од општина Петровец. Сите локални улици до динар, до 1 денар, се од општина Петровец. Сега што требаше да ни дадат пари за од ТАВ, 10 пати се обраќаме, никој не кажува каде да аплицираме, вика во март, во април ќе аплицират. А сите 50% од општините веќе зема пари и ги реализира проектите. Ма тие општини од речи го од СДСМ. Значи за Петровец од ТАВ што требаше да земат пари, не ставија во втората група ќе биде во март, април.
Поверите ли се, Никоска? Господине Митевски, кажувате само за тоа што ве одбиле, а не кажувате за тоа што ви е одобрено. И нашите информации говорат дека исто така се обезбедени од страна на централната власт околу 600.000 евра за следниот 4-годишен мандат за уредување на локални улици. Тоа не ме прекинувајте се, сакам да продолжам. Нешто што е факт, треба да го кажете. Канализациите, улица 6 канализацијата сега која плаќа? Изведбата која плати? Или популарно кажано кај Хилти, пошто нашите улици не сите имаат број, туку така ги крстуваме и по име. Сакам да го прашам градоначалникот, дали во општината имате оделение за локален економски развој? Заврши? Да. Еве се прашање. Значи, пред само една минута веќе вие се изгубивте и кажувате кој ги плати канализациите. Па ја кажав дека 2 проекти за канализации платени се од Министерството за земјоделие и рурален развој. И убаво ти рече директорот кога седеме кога пиеме кафе. Како на градоначалникот да не му го одобрам проектот кога има најдобри проекти? Еве имаме наши општини, буквално така кажа. Имаме наши општини, не сакам да спомнам која општина СДСМ, вика, аплицирала вика со 600.000 денари вика. А двата проекта се 50 милиони денари. Значи секој добар проект се одобрува. Ако нашата општина не работи и не аплицира, ако нема добри проекти, нема да ни дадат. Добро. А има ова, како рековте, Оделение за локален економски развој. Има. Кој работи во оделение? Па знаеш советничка си, треба да си знаеш, да. Говорите, ама не, јас ви остави веќе слободно за да... Јас ви остави слобода инаку за да биде подинамично и поинтересно и за гледачите. Ајде да одиме, бидејќи времето поминува, образование и капитални проекти. Сега ќе почнеме еве со вас, господин Јаневски, да го свртиме кругот. Има училиште, има градинки. Дали е доволно, дали недостасуваат нови училишта, нови градинки? Училиштата за воля на вистината, училиштето не знам пред колку години јас бев во училишниот одбор таму, мислам дека основното 2015-та се направи. Да, тоа и ја имам идеја. Се направи, да, тоа се направи, беше монтажно, се направи. И тогаш имав приметба со градоначалникот, малку сите пари требаше општината да ги даде, тоа беше кредит од Светска банка, така? Не, заем. Заем, добро ти заем кредит. Има разлика? Да. Значи заем од Светска банка и така малку се препиравме околу тоа зашто општината тој заем да го плаќа, затоа што постоеше шанса, пошто тогаш ВМРО ДПМН беше на власт, можеше да избоксува он градоначалникот, па така нешто пола да и околу 12 години требаше заемот да се плаќа. Така, тоа беше. Добро. Јаневски, колку имате училишта и градинки во Петровец? Значи имаме една градинка во Петровец, а имаме основни училишта од 1 до 8 имаме во Средно Коњари и Кочурацин. А во Огњанци се подрачни, значи основното е во Кочурацин во Петровец, а има подрачни од 1 до 4 во Огњанци и во Катланово, а вама братство единство во Сушица има и во Сушица. Прашањето ми има потреба од уште или Па мислам дека за градинка има потреба, за овие училиштата што се треба да се реконструираат, треба да се направат. Малку за училиштата, бидејќи актуелна е дигитализацијата и актуелни се сите тие реформи во образование, во каква состојба ви се училиштата? Па околу дигитализацијата се во лоша состојба. Значи треба да се дигитализираат, треба компјутер за секое дете како што беше, како што е во програмата, како што да. Тоа лесно во училиштата? Во Сушица се реконструираше, меѓутоа таму ни во Сушица, ни во Огњанци, ни во Катланово немаат ни дигитализација, ни компјутери, ни ништо. Ќе ве прашам и вас, господине Митевски. Зелениковска? Состојбата со училиштата, постоечките се тие што ги кажа господинот Јаневски, но треба да се реновира, треба да се обновуваат, треба да се гради спортска сала. Еве конкретно ќе кажам, во основното училиште во Огњанци, во албанските паралелки учат деца до 9-то оделение. Така тие деца
немаат спортска сала. Значи зборуваме за деца што се во раст, развој, физичката активност нивна, училишна и вонучилишна, не постои, децата се хендикепирани у однос на тој сегмент, затоа што нема спортска сала. Постоечкото училиште се реновираше, нешто се додадоа 2 училници, но и тоа не е доволно. Ние планираме тој дел да го надминеме со реконструкција на постоечките објекти, со паметни фасади, со соларни системи и така натаму. И сакам уште да се задржам на огњанци, на училиштето, на училишниот двор и на игралиштето. Таму не е инвестирано ништо. Детскиот парк се наоѓа исто во дворот на училиштето, има бетонирано кошаркарско игралиште со кош на кој нема мрежа, оградата од училиштето е исто така скината, можат да влегуваат животни, значи децата се незаштитени додека се во училишниот двор и во мојот мандат ќе се посветиме на решавање на овие проблеми. Господин Митевски, владата планира реформи во образованието, во каква состојба се училиштата, се ја прашувам? Значи, да почнем од доброто па на ке лошото. Прво да ја демантирам дека Бети рече има доизградено 2 училници, не е точно, нема доизградено 2 училници во Огњанци, него сега ќе го прошируваме училиштето уште за 2 нови училници, биќе има потреба од тоа и ќе направиме и таму реконструкција, санација на училиштето. Дворот веднаш после изборите ќе биде ограден. Зашто ќе оградиме? Бидејќи со домаќинско работење останува преостанато салдо. Сега владата донесе одлука, значи ако работиш домаќински, ако имаш пари на сметка, во јануари ги враќаш во владата парите, а порано не беше така. И затоа сега максимално ќе се заангажираме во наредниве 2 месеци, значи да го заградиме училиштето во Огњанци, да изградиме плюс 2 училници нови, бидејќи има потреба од тоа, и да го заградиме училиштето во населено место Катаново. Бидејќи имаме некаде околу 6,5 милиони денари до сега што сме заштедиле со домаќинско работење, зашто ние набавиме, и тоа ќе кажам, набавиме столчиња по 500 динари, а истите тие столчиња во друга општина набавени се по 1480 динари. 3:1. Но тоа да го ставиме на страна. Исто така направиме ново училиште во населеното место Чифлик. Децата не ни ода сега со автобусчиња во Долно Коњари, него буквално од кревет во своето населено место си ода на школа и таму имаме ново училиште. Во Сушица пред само 1 месец извршуваме темелна реконструкција на школата. И фасади, и кров, и плафон, се ново ставиме. Наредно е Горно Коњари, тоа го санираме пред 6-7 години, но и таму ќе го менуваме кровот. А што се однесува за училиштето Кочо Рацин, нашето училиште Кочо Рацин кошта 87 милиони. И прогласено е за најдобро училиште во Република Македонија. Тоа е оно во Петровец што е? Да, и од МВР, и од МОН, и од Светска банка. Со Пере што преска што кажа, да земеме, тоаш ВМРО ДПМ не беше, да, ми се понуди мене, ама да направиме модуларно училиште. Тоа училиште, монтажно училиште, кога тогаш, што се вика, ќе почне да попушта. Ова сега ние што го направиме со специјални подови, што се вика кога деца трча да не се слуша галама и такви работи, значи децата има повеле? Не за модуларно училиште, тогаш беше муабетот да тие пари што Светска банка ни заем земавме, така, да ги пола со владата да се договорите, пошто беа ВМРО ДПМН на власт, за да не паднат пари, а општината како општина Карпош, не знам кое училиште нели се запали, дали беше Коменски или нешто, тогашниот Стевче Јакимовски од опозиција градоначалник, с пола пари му ги плати владата, тогаш. Сега една општина Карпош пола се договори, ти тогаш беше ВМРО, затоа и на власт, затоа и тогаш ти викав, да избоксувај,
ова ние сме сиромашна општина, не можеме ние да се равнаме со Карпош, кога Стефче градоначалникот успеа, зошто ти викав тогаш ти не успееш? Па тие пари што ги дават не сега ние цело школа го плаќаме со овој буџет. Да, ма за тоа па ВМРО ДПМН не направи сала со 400 седишта, кој што нема во населба некоја, во Бутел, во Карпуш, да не Ева зборам. не ни направи ВМРО, ние ги плаќаме ВМРО тие ДПМН, пари. ВМРО ДПМН ја направи, не ја плаќаме динар ние ништо. Од собствена каса. Направи Како, тениско касата на игралиште ВМРО? кое... Не од каса ВМРО, ти го спомнуваш ВМРО ДПМН. Па не, тогаш беше на власт, сакам да ти кажам, на власт беше ВМРО. Избоксуваше, тоа беше расправијата власт, меѓу да. мене и тебе тогаш. ВМРО ДПМН на власт беше, не направи школа, ама направи Абе не сала направи со школа 400 да седишта. помогнеше владата да ни помогне, да не го трошиме ние нашиот ваков буџет како што е, пола, тоа беше мојавето Ама тогаш. со домаќинско работење се гледа дека може Добро, и кредит да се дали- да се оплаќа и да се работи. Добро, тоа ми беше замерка. Мислам да Градинки има? не се работеше за модуларно училиште како што кажува Може да- Борче. Да, Во значи контекст на ова, имам право на реплика? Да, имате право. Во контекст на Јас ова, веќе- ВМРО исто така ни направи и тениско игралиште, што со години стои на изложено на невреме, изложено на уништување. Кој го користи тоа тениско игралиште и колку тоа чинеше кога ни го направи? Значи ВМРО ДПМН го направи тоа игралиште, владата на ВМРО ДПМН го направи тоа игралиште и денеска е во добра кондиција, значи кој сака може да дојде да игра, значи не наплаќаме, отворени се вратите, ние само го одржуваме од смет што паѓа од дрвата, така, значи во употреба е. Да продолжам за градинките. Продолжите, да, Да. ме интересираше за градинките. Да, Предпоставам дека има недостаток, нешто гледам. значи со новите мерки пред се ние направиме уште една градинка, значи имаме две градинки во ис двор, но со новите мерки поради ковид система што ги донесе министерството, намален е бројот на прием на деца во Добро. градинка. Колку градинки има во општината? Значи две градинки имаме во програмата. Во цела општина има две градинки со се сите села? Да, така. Не, во Петровец има една Во градинка. Петровец има две градинки. Работи како да, една градинка. На едно место е, тоа е една градинка. Добро. Да, и во програмата е пишано наредната градинка што ќе се гради 2022 година, значи до година, ќе биде во населено место Ражаничино. Зашто? За да се растеретат гужвите во Петровец, значи децата од Катланово и од Ражаничино кидат во градинката во Ражаничино, а додека децата од Петровец и Лоѓанци ќе бидат во Петровец. Исто така имаме во програмата напишано градинка да градиме во Долно Коњари, каде што имаме и маркица за градинка, значи таму немаме никаков проблем, може веднаш да почнеме да градиме, каде што децата од Сушица, од Горно Коњари, Средно Коњари, Долно Коњари и Чифли кидат во таа градинка. И со тоа ќе го решиме проблемот, а сега во моментов имаме проблем. Имаме 55 деца што не може да појдат во градинка поради ковид мерките што се пропишани. Повели Зеленикоска? Состојбата во однос на градинките е следна. Да, во Петровец како објекти има две градинки, ама тие функционираат како една градинка. На едно место се и тоа е единствената градинка со капацитет од 140 деца. За цела територија на општина Петровец градинката е со 100 капацитет, со двете градинки се со капацитет, тоа што кажува дека се две градоначалникот, а тоа се како објекти, две градинки. Клонови што ги викаат. Клон, Да, поставам. една е и другата е клон, да, се 140 деца. Тоа е недоволно. Колку дечиња што чекаат, на пример? Има некоја бројка? Чекаат сега? Не, сега Ева, Кажав 55 деца чекаат. 55 деца деца. чекаат. сега е редуциран бројот затоа што нели заради ковид стандардите. Доколку се ослободи нема да чекат повеќе од 20 деца во моментот. Доколку се пуштат вроски да носат Да, но пријави. ако ние го планираме развојот на Петровец во Добро. следните 4 години, сакаме да ги привлечеме младите, да привлечеме изградба на Петровец по сите населени места, се враќаат луѓето од градот, живеат во селата, пандемијата во руралните средини, пандемијата покажа дека може да се живее добар живот ако се имаат
тие основните потреби, сакаме да ги задржиме младите во Петровец, отвараме бизниси во кои се вработуваат сега и жените многу, значи потребите во наредниот период за градинки ќе бидат големи. И сега има листа на чекање, не сите деца можат да добијат услугата на градинка, запишувањето во градинка кај нас е привилегија, сега се правеше и се прави преку врски, мора да се ургира за да ти го примат детето. Во програмата ние исто така предвидовме градинка која ќе биде во Долно Коњари и ќе ги опфаќа населените места Сушица, Горно Коњари, Средно Коњари и Долно Коњари. Затоа што се пројави интерес и граѓаните ги искажаа нивните потреби дека сакаат градинка, сакаат социјализација на децата, а градинката во Петровец им е отпад. Исто така, треба јавноста да знае дека Петровец и Роженичино се поврзани. Значи, тоа нема ни километар од градинката до Роженичино. Наше мислење е дека таа градинка во Роженичино треба да биде во Катланово. Затоа што Катланово пак има други можности. Дополнителен туристички развој. А во Катланово имате градинка? Не. Ние понудуваме таа градинка што господинот Митевски смета дека ќе биде и ќе планира да ја прави во Роженичино, да биде во Катланово. Затоа што сепак Катланово е 8 километри, тука не сите можат да си дозволат да ги носат децата и да ги оставаат у Петровец и за да се олесни секојдневието на родителите и на граѓаните во Катланово. Поверете, господин Вицки. Ова е убаво да го слушаш овака за уши, но да правиш градинка во Катланово за 10 дечиња, малку надвор од се, а додека Роженичино како трето село по големина, и да го растеретиме Петровец, тие 55 деца сигурно се 30 од Петровец, кои ќе ги повлечеме децата од Роженичино, кои ќе донесеме во Роженичино тие некаде околу 45-50 деца, тие дечиња што чекаат од Петровец ќе може комотно да влезат, значи да не чекаат да си бидат од Петровец во Петровец и од Одњаци во Петровец. А ние ако направиме градинка во Катланово за 10 деца, од Роженичино тие има само 10 деца во Катланово. Толку. А од Роженичино 50 деца ќе носиме у Катланово да бидат во градинка. Значи не држи место. Или ќе останат децата во Петровец, а овие 55 деца ќе чекаат подобри идни, нали ќе носат во Катланово. Значи не држи. Не се сложувам, мапирањето на потребите, не знам дали ви е така и во намерата да се грижиме, сакаме да бидеме достапни за граѓаните. А може да има и обратна ситуација. Може жителите од Роженичино да се придвижат и во Катланово да си ги оставаат децата како што очекувате. Да, нека слушна жителите од Роженичино дека децата кои ако дојдеш. Ама децата, значи убаво рекоја, нека слушна жителите од Роженичино дека планираш градинка да направиш во Катланово и децата од Роженичино да ги носат мајките во Катланово и после да работат во град. Децата од Роженичино ќе си останат во Петровец, затоа што постоечката градинка во Петровец има капацитет да се надгради и тоа што се планира за Роженичино да биде наспрат на истото место, во истиот објект, да се надгради и да остане во Петровец. А со другите што сакаме да ги дисперзираме градинките, да се овозможи на населените места што се подалеку од Петровец, да не биде концентрацијата цела во Петровец. И не случајно кажав дека Петровец и Роженичино се многу блиски, нема граница. Ви остана само Јаневски ќе се вклучите вие малку. Реконструкција на постоечката со доградба на спрат во Петровец предвидуваме и 2 клон градинки во Долно и во Катланово. Значи Јаневски по Митевски може да се направите и некои истражување да видиме колку деца имаме во кои населени места. Меѓутоа дека во Петровец градинката е мала и нема врска тоа со пандемијата. Значи пред пандемијата беше градинката, затоа и се прошири градинката. Така како начал. Така. Значи има потреба и сега има плюс потреба. Нема врска пандемијата. Значи во Петровец или
ова да ќе остане. И сега дали ќе се прави во Роженичино или ќе се прави во Којнари, треба да се направи едно истражување да се види дали и каде да се направи. Не сега ќе идеме во Катланово, ќе идеме во Роженичино, ќе идеме во Петровец. Да, добро, треба Може да се види во Долно Средно Коњари колку дечиња има, па тамо да се направи. Добро. Во Катланово колку има, тамо да се направи. Митевски па реклами и одиме по тоа Јас сум го реков, значи, нека слушнат граѓаните, значи, доколку јас бидам градоначалник, дека ќе направам градинка во населено место Роженичино. И тие 10 дечиња од Катланово ќе дојдат во Роженичино, сите дечиња од Роженичино ќе се бидат во Роженичино, тие деца што ќе повлечеме околу 40-50 од Петровец, ќе можат сите деца од Петровец сега што чекаат, без никаков проблем, да се запишат и да идат во градинка, а не да чекаат да им се прави на спрат, да се фокусираме све у Петровец, да се гужваме, колку е поголем сообраќајот у Петровец, да се растерети, што се вика со дечиња, ние сакаме пак да се фокусираме на Петровец. И Долно Коњари, имаме маркица, таму ќе направиме, речи го, градинка, бидејќи од Долно Коњари, од Средно Коњари, Горно Коњари, Сушица немаме детенце за во градинка, значи овие во моментов, дај Боже да имаме понатака, во моментов и Чифлик, значи веднаш таа градинка што ќе направиме во Долно Коњари, барем 40% ќе биде исполнетост. Катланово ние ќе направиме градинка за 70-80 деца, а 10 деца ќе идат во градинка. А од Роженичино, речи го, што имаме 40-50 деца, па ќе носиме во Катланово. Значи, Не од Роженичино ќе ги носиме во Петровец како што ги носиме и до сега, и не се работи за концентрација на Петровец, туку се работи да се на сево Петровец, туку се работи за тоа да се искористи постоечкиот објект, да се надгради и да се направи како нов. Дека е тесто во Петровец, дека е мала градинката, е мала и дека треба да се децентрализира таа работа. Дали ќе биде во Коњари, дали ќе биде во Роженичино, може да се направи колку деца има тамо, каде има повеќе дечиња, тамо да се оди крај на приказната. Сега дали ќе биде Роженичино или Долно Коњари? Правиме уште една пауза за реклами и влегуваме во финалето на тема Петровец преку Катлановска бања, може ли до бањски туризам и нормално секој од кандидатите ќе можете да се поставите и по едно прашање доколку сакате. Уште една пауза за реклами и се враќаме назад. Гледате Студио 10 на телевизија 24, предизборно соочување на кандидатите за градоначалник на Петровец, Петра Јаневски, Елизавета Зелениковска и Борче Митевски. Елизавета, да почнеме со вас. Бањски туризам, Катлановска бања. Возможно е? Возможно е. Катланово има предиспозиции за туристички развиток, а жителите на општина Петровец, а и целата македонска јавност знае и ја познава Катлановска бања. Че Катлановска бања беше култно место во минатото. Низ годините не се става акцент на тоа населено место, затоа што околу Катланово, гравитираат малите населени места што немаат гласачи и нивните потреби не се задоволуваат затоа што популистички се владае. Постојат извонредни места околу Катлановска бања на кои може да се развива екотуризмот, може да се развива спортскиот туризам со велосипедски патеки, со патеки за возење на мотори, тоест адреналински патеки, со истите тие покрај банскиот туризам би имало и спортски туризам. Добро. Јаневски? Околу Катлановска бања многу треба да се работи. Значи, водата што е тамо, лековите тамо, покрај тоа што го има можности на Катлановска бања со топлата вода за здравје што одат луѓето, може и да се развие и туризмот, бањскиот туризам. Значи, може да се изградат и да се, што рече Бети, може и пешачки патеки, може и луѓе да шетаат по шумата тамо, значи има капацитет, може да се вложи, има потенцијал,
Меѓутоа треба да се вложат средства од општината. Добро, господин Митевски. Тоа е мислам јавно-приватно партнерство или приватно Не, е комплетно? значи тоа е веќе сега во приватна собственост. Збориме за Катлановска бања. Катлановска Да, бања. Да, оно е акционерско друштво. Значи акционерско друштво со повеќе од 70% собственост. Ја му донесов инвеститор од Италија на собственикот на Катлановска бања, одби значи партнерство. Имаме проект за Памукале, 2-3 пати правиме состанок за да ни даде дел од водата, бидејќи он е концесионер на водата, а знаеме дека пола од водата се испушта во Пчиња, и тоа го одби собственикот на Катлановска бања. Сигурно си мисли да не дојде утре па да му се земе водата. Значи тие напори ги направиме, не успеаваме. Сега во програмата имаме пишано, значи од Света недела покрај реката Пчиња до доле се спуштаме со трим патеки, со летниковци, такви работи, значи да имаме едно движење на речиво посетители. И преска кажа, значи меѓу Катланово и Катлановска бања имаме направено викенд населба со 71 парцела, значи некаде до нова година таа процедура ќе биде завршена и ќе овозможиме значи на 71 нов жител или од старите жители да си купат парцели, да си градат викенд. Колку пари ќе ги дават или на почетна цена е 1 евро, значи електронска аукција, значи тоа може да биде 2 евро да земе, може и 20 евро, може и 50 евро, тоа зависи. Ја не знам дали е под ваша ингеренција под општинска, тоа патот како се стигнува до таму, малку е со кревини, може ли таму нешто Значи да се... патот веќе го очистиме, го истопонираме страна, го прошириме, тоа дрвата што беа се комплет ги исекоме и имаме асфалтиран пат што проаѓа покрај самата локација на тие викенд куќички што се предвидени. Да. Сакавте да... Да. Зборуваме за можностите на Катланово, покрај Говорим за Катлановско. Петровец како можност да користи банјски туризам, да го издигнеме на едно под друго ниво. Да, ако разговараме конкретно за акционерското друштво за бањата, до таа бања се стигнува по локален пат. Тој пат е неосветлен. Моите информации говорат дека акционерите имаат поднесено барање до општината за поставување на осветлување. Тоа осветлување нема да значи само добро за акционерите во Катлановска бања, туку тоа ќе биде од значење на сите, затоа што сите ние одиме и ја посетуваме и со возила и пеш. Но, вистина, тој пат е неосветлен и треба да се реагира. И еве го прашувам градоначалникот кога е поднесено барањето и дали има одговор за осветлување на улицата од центарот на Катланово до Катлановска бања. Тоа е едно. А второ, на вистина во Катланово постојат многу убави викенд населби. Но тие викенд населби, како што кажав еднаш, а ќе повторам, во нив живеат луѓе викендаши. Доаѓаат сабота, недела, тука се за празници. Конкретно имаме еден многу руиниран пат кој води од Катланово до така наречено Кочково мало или Кочкова населба и викендашите се многу заинтересирани општината да им го реши тој проблем, да го среди патот, затоа што со тој среден пат имотот на населението што мисли да го продаде таму расте на цена. Кога имаат пат, расте вредноста на објектот. Так. Се продаваат куќи, но цената паѓа и луѓето не се заинтересирани да останат тука, затоа што пресметаат дека во зимски услови, дека во услови на невреме тие не можат да појдат во градот или не можат да останат да живеат тука, затоа што не можат на време да стигнат на работните места. Повете? Значи, што ме праша кога е поднесено барањето, значи се договориме со собственикот, газдата Мишо, доктор Мишо. Значи човекот изработи проект и ми вика градоначалник, еве ви го проектот, дајте го во транспорт и врски, договорено ми е, они ќе го финансираат осветлувањето на патот Катланово до Катлановска бања.
Го поднесоме барањето, после 15-20 дена од транспорт и врски ни одговорија дека нема намера да го осветлуваат тој пат и јас за истото го информирав доктор Мишо и му ветив дека јас како градоначалник наредната година дека јас ќе го осветлам тој пат, бидејќи он што се договарал, не знам со кого се договарал во транспорт и врски, дека ќе му излезе во пресред, не му излегува во пресред. Зашто не знам. Немаат намера или немаат надлежност? Да, нема намера. Нема намера. тука- Надлежност има сегда ако сакаат. Има проект, направен проект, А го зошто, дадоме. зошто кога Министерство за транспорт и врски немало намера, вие не покажавте добра намера до сега по тоа да го правите, Имаме туку по- викате, ќе го направиме. Ќе направам јас, затоа што јас ќе дојдам. Вие сте 12 години тука. Вие до сега ова треба да го кажувате направив. Да, направив за граѓаните. Не ќе направам. Цело време ве слушам, ќе направам следните 30 дена. Ќе направам овие 2 месеци. Кога? На 17 октомври се изборите. Впечатокот мој личен на граѓаните и на сите што, еве, широкиот публиката широка што го слуша ова е дека вие немате намера да излезете во пресред. Само сладкоречиво го користите човекот, кажувате и така натаму. Моите информации се дека проектот е со години кај вас, тој не е само за бањата, тој е за сите нас. Так. Јас сакам да одам на чешмата и да наполнам вода. И не можам да одам затоа што е темница. Сакам рекреативно. Мислам дека можеме уште многу да говориме, времето е тоа. Да, само не прашав, нели имаше протести некои во Огњанци, што се случува таму со тоа фирма што ископува песок, не заборавав на почеток да прашам. Пред само 4-5 месеци владата на СДСМ даде до одобрение за копање на песок чакал од населеното место Долно Коњари на само 200 метри од куќите. И луѓето излегува, протестира и не дозволува да се копа и ден денеска И нема, тоа е завршено, така? не е завршено, дозволата си стои, не е поништена дозволата, значи си Ама не стои. се копа, се копа или Ама не? Не се копа, бидејќи излегува мештаните и протестира. Може реплика, пошто сум Хајде кратко, Мијане, Не, си околу чешма, сега нешто чешма ми спомна. Ние најголемиот проблем што е во Петровец е актуелниот водовод. Значи луѓето не ја пијат водата. Ние таа тема ја избегнавме. Па ви беше на почеток Беше од водовод за- и беше за канализација. канализација, Ја ама ви зборувам водата- водовод, вие вода- зборите училиште. Да, ама добро, ја избешаме работата. Значи, ние, не знам колку знаете, и градоначалникот, он е најповикан, значи пиеме вода од бунарите, од румнери, немаме наша вода. Зимаме од Илинден вода. А имаме вода, што да ви кажам, секоја трета куќа има сопствена вода. Значи, бушотина да се направи, да се одвоиме од Илинден и парите наши на нашите граѓани да бидат кај нас, а не да ги даваме на други места. Каде ги Само давате се, да? Значи, дозволи, Брче, само малку. Значи, да се тоа го имаме у програмата. Значи, првата работа, да се одвоиме, да си направиме бушотина и да ги обезбедиме со квалитетна вода за пиење. Петровец, Ржаничино, Огњанци, Ќојли. Добро, Зеленикоски кратко? Не, Митевски ми побара, да, извинете, кратко што само. се однесува до водата, значи ако докторите лажат, тогаш имаме нечиста вода. Но секој 3 месеци имаме и извештај од Центар за јавно здравје, значи водата што ја пиеме цел Илинден, Петровец, Ржаничино, Ќојлија и Огњанци и дел од Јурумрали, од Газибаба, значи водата и хемиски и бактериолошки е исправна. Така, добро. Но како идеја да се одвоиме, тоа тржи. Се разигравте сега на крај, морам да Јас не реков завршувам. дека не е квалитетна водата. Ние треба да се осамостоиме од Илинден, затоа што еве Борчика те прашам. Битолска млекара. Знаеш од кај зима вода? Се знам. Има и бунар, има и Ака има бушотина. Јас сум ја видел бушотината кога зашто ние да не земеме вода, да ја качиме горе и да стигнеме наша вода да имаме. Не ви оставив за Што крај, е бидејќи завршувам, а бројчињата кој како беше, бидејќи нели на 17 октомври се избори. Борче Митевски, вие ако не се лажам сте број како беше? ВМРО ДПМН коалиција број 7. Гласајте за број 12. Вие сте Број 2. број 2. Ви благодарам што бевте гости во студио 10.
отворивме некои теми, меѓутоа има се и многу теми. Чојлија, например, не ја отворивме странски инвестиции, можност за инвестиции, како и да е. Убавото Така, за општина да. Петровец. И днината за општина Петровец. Петровец. Да. Имаше работи што Како и да е, ви благодарам на сите што бевте, дали ќе има прв круг или ќе решите во прв круг или во втор круг, тоа веројатно зависи од самите гласачи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Ова беше предизборно соочување со кандидатите за градоначалник на општина Петровец. Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте. Гледате Студио 10 и утре. Оно што сега следува е прегледот на вестите во 12. Довидување.